Луѓето не ја сакаат вистината, затоа што таа ги вознемирува. Вистината често значи рушење светови, а за многу луѓе е страв да бидат препознаени како оние што ништо не разбираат или како оние што биле на погрешната страна. Вака вели Мирјана Бобич Мојсиловиќ. Та една од најинспиративните писателки во регионот. Го посети Скопје, а за нас беше повод да поразговараме со неа. Обеќал си ми, па тоа ствари наслов на песма моje збирке која објавила... Ми вети, е наслов на мојата збирка песни кои ги објавив пред неколку години и доживеа неколку изданија. Мислат луѓето дека е разговор со некој господин. Не, тоа е разговор со Бога. Тој што се ни вети, а што ние добиваме и како живееме со тоа. Мислам, суштината на поезијата е да биде длабоко, лична и интимна, и тогаш е вистината, затоа што само така стигнува до секого и го погодува и му припаѓа на секого. Може би и тоа е тајната на мојот успех во пишувањето поезија. А не е единствена тајна. Јас и феноменално ги рецитирам моите песни. Помина едно време во кое велеа дека поезијата не е потребна. Издавачките куки не издаваа поезија и изгледаше како тој еден дел кој е извонредно човечки креативен, да замира пред овој технолошки развој кој што ни се случува. Меѓутоа се случи едно чудо пред 7-8 години, гостував кај Иван Ивановиќ во емисија. И онака го прашав: може ли јас да изрецитирам една моја песна? Тоа беше пред да ја напишам мојата збирка. Јас ја изрецитирав мојата љубовна песна и тогаш се случи чудо. Од утредента сите бараа да ја објавам на социјалните мрежи. Во текот на еден ден 45.000 луѓе ја преслушаа песната. И потоа во годините што следуваа, каде и да одам, публиката ја знае мојата песна напамет, и тоа што е најубаво е што младите, гимназијалците, студентите одат на надпревари со мојата поезија. Не постои поголема награда за мене. Зли луѓе праве зле приче. Тоа морам да вам кажам. Лоши луѓе прават лоши приказни. Тоа мора да ви го кажам. А во сите мои романи јас пишувам за мојата нација како бара спас во сопствениот живот, трагејќи по некоја книга која ќе им помогне да го променат својот живот и многу често трагајќи самите стануваат писатели. Сум инспирирала многу луѓе на широчината на овој балкански простор и нема пишување без читање, се разбира. И многу луѓе така ги инспирирав. Остати нормален. Да останеш нормален. Мислам дека сите ние треба да работиме на тоа да вежбаме како да останеме нормални, како да не полудиме и како да големиот брат не ни ја земе радоста. Знаете кад сум најслободнија, кад помислим да е генијално. Знаете кога сум најслободна? Кога ќе помислам дека е генијално тоа што можам да седам во друштво со жени кои имаат чанти од 10.000 евра, а јас носам чанта од 1.000 денари и се чувствувам генијално. Тоа е слобода. Додека имате интегритет, никој не ви може ништо. И овој матрикс од потрошувачка нација е направена да не става постојано во никоја компетитивност. Со кого да се надпреварувам? Тоа е исто голема слобода, да не се надпреваруваш со никого. Па мислам, ја гледам во женственоста, која денеска се изгуби. И мислам дека ќе има ред од момчиња наскоро, кои ќе чекаат да кажат добар ден и да бацат рака на некоја пристојна и достоинствена девојка, која е без естетски операции, која не е разголена и облечена непристојно, која всушност е образована, која има манири, која ги почитува традиционалните вредности. Мислам дека тоа време доаѓа. Поради тоа што човештвото е стигнато до точка во која и порно индустријата треба да се чувствува неуспешно. Оставljamo jednu epidemiju usamljenosti. Оставаме една епидемија на осаменост, која што јас ја гледам и за која што пишувам во последниот роман.
на соцзвездието на светулките. Човештвото е всушност голем број на осамени луѓе. А зошто е тоа така? Затоа што изминатите 30 години сите медиуми зборуваа само за еден човек, дека е во центарот на вниманието. Како да не постојат други луѓе. А таму каде што нема и други луѓе, има само егоистични и самобендисани. А верувајте ми, љубовта кон себе, она самобендисана, е најнеплодната љубов. И денес како што забележуваме, не дека љубовта ја нема, туку е заменета со друга форма, која што ни таа веќе не е доволна. Пред некој ден, еве, прочитав една неверојатна информација, девојка се заљубила во чет GPT. И тоа е трагедијата на ово општество. Он има мозак, ја имам справице и тоа е трагедија човечанства. Ако успемо да сачуваме достојанство... Ако се обидеме да го зачуваме достоинството и кога победуваме и кога губиме, тоа значи дека не е тешко да се биде учтив. Кај Миријана Бобич Мојсиловиќ, слободата не е политичка парола, туку интимна дисциплина, способност да се поднесе сопственото мислење без алиби и без публика што аплодира по навика. Токму со таа етика на лична позиција, таа беше во Скопје.